македонските естрадни првенци со солистички настапи, домашен фолк и забавни акорди. Убав одговор и мотивација кон публиката која ги исцрпи бламирањата на Аца Лукас и на Цеца. Публика од сладокусци уживаат во солистичките настапи на генерацијата што доаѓа. По Симон Трпчевски и дуото Дурловски, правниците донесоа и класика. Гостин во ова издание на Тренинг, Бобан Мирковски. Добре дојдете во емисијата. Благодарам за поканата. Вие сте професор на факултет. На средното. На почеток, дали препознавате кај младата генерација успешни, талентирани пианисти? Да, за среќа, ние како нација, можем да речем, сме навистина многу талентирани и децата кои што доаѓаат покажуваат навистина голем интерес и тоа многу ме радува. Со сите предизвици кои што си ги носи самата професија, не зборувам само овдека на Балканот, зборувам генерално во светски рамки, меѓутоа гледам дека има голем ентузијазам и тоа многу ме радува и се надевам дека така ќе продолжи. Обично пред Нова година фолк звездите се прашуваат каде ќе пеат. Емисијата Тренинг се снима во Александар Палас, во холот имаме пијано. Дали вие лично би имале јавен настап на отворено? Да, многу често сум настапувал на отворено. Тоа е обично летно време кога е времето поубаво. Јас сум настапувал лично неколку пати, особено во Охрид, во рамките на Охридско лето, на сцената на Долни Сарај. Тоа е една прекрасна сцена, меѓутоа сепак зборуваме за различен стил и правец на музика кој што ние, ајде да речам, класичните пианисти го негуваме. Па и тоа е некако многу различно од она што вие претходно го наведовте за оние останати естрадни звезди и така натаму. Зошто во Македонија доминира најчесто фолкот, српската музика, а не домашната македонска музика, класиците? Тоа е долгогодишен наш проблем. Не можам конкретно да дадам одговор на тоа зошто е така, меѓутоа гледам дека ние сме некако години наназад склони кон тоа да примаме нешто што доаѓа од странство кое што е некаков гарант дека тоа е успешно, со што јас лично воопшто не се согласувам, бидејќи навистина, особено кога станува збор за музиката, па и сите други уметности, нашата држава изобилува со екстремен квалитет и нашата фолклорна музика, народната, така наречена, и класичната музика, па и популарната музика која што е автентична, која што ја имаме задржано од периодот на големиот Драган Геконовски Шпато па наваму, со сите останати негови наследници. Така што конкретен одговор на тоа прашање не можам да ви дадам, меѓутоа се надевам дека сме на добар пат да го сватиме она што го имаме ние како квалитет и како културно наследство, за да можеме да го цениме доволно, па и да го надградуваме во иднина. Мирковски, вие припаѓате на младата генерација пианисти, семејниото стебло е музичко, татко Мирковски, композитор и диригент, мајка музиколог, познатиот Карагуле е дел од вашата семејна лоза. Роднинска врска имате со Дамир и Мери. Кој ве зарази со класичната музика? Тоа е многу интересно, да речам. Кога бев мал, јас прво нешто што сакав да правам во животот е да се занимавам со музика. И кога го гледав татко ми дома како компонира на неговиот синтесајзер, кај него во танцовиот оркестар на МРТ одев многу често, многу сакав да ме носи кај него на работа, таму научив и ноти уште пред да почнам со моето образование. И некако кога започнав со моето основно музичко образование, кога се запознав со самиот инструмент, јас дојдов дома и на татко му реков јас ќе бидам пианист, не музичар, туку пианист. И некако така се заљубив во самиот инструмент уште пред да почнам, да речем, професионално да се занимавам со самиот инструмент. И таа љубов остана. Која беше првата реакција на вашите родители кога им соопштивте дека сакате да бидете пианист? Уф, немој синко, или
им годеше. Да, па татко ми кој што е музичар, нели рековте, беше на пола, да речам. Од една страна му беше многу драго дека јас ќе наследам неговиот ген, да речам, и така натаму, меѓутоа од друга страна, знаејќи колку е тешко да се бави човек со уметност, особено со музика, некако не му беше сеедно, меѓутоа брзо го прифати и мислам дека е среќен што јас сум среќен со мојата работа. Вашиот прв професор е Симон Трпчевски. Во својот проект Македонисимо на отворено го свиреше. Колку за еден класичар, Пајдушкото е предизвик за транскрипции на македонското народно наследство во класични обработки. Апсолутно, тоа е навистина голем предизвик и многу ми е драго за мојот професор Трпчевски дека направи таков албум. Ние колку и да сакаме или да не сакаме да избегаме од нашите гени и нашата историја, да речам, како нација, ние не можеме да избегаме од нашиот фолклор и многу ми е драго што се почесто луѓето, професионалните музичари почнаа да го користат во својот опус. И се разбира, нашата фолклорна музика е многу податна за реаранжирање и транскрипции и така натаму. И мислам дека се уште не сме го откриле целосното наше богатство кое што го имаме во фолклорната музика, така што се надевам дека се повеќе и повеќе ќе откриваме каква всушност богатство имаме ние и ќе го развиваме и понатаму. Мирковски, во изминативе 2-2,5 години издадовте 2 албума. Кој слуша денес класична музика и што е за вас убава музика? Да, многу убаво прашање, заради тоа што јас музиката не сакам да ја делам на класична, романтична или поп музика и така натаму. Јас се делам музиката токму на убава, на квалитетна и на неквалитетна. Мојот прв албум е со таа, да речам, класична програма, каде што имам отсвирено 4 скирца Шопен и сонатата од Арам Хачатурјан. Меѓутоа, вториот албум, во насока на оно што го зборувавме претходно околу нашата музика, вториот албум го издадов со транскрипции за пијано на наши популарни композиции од периодот на 60-тите години па се до раните 2000-ти. Тука се на тој албум застапени, да речам, не сите нормално, бидејќи не може да ги сместам сите, меѓутоа повеќето наши безвременски автори. Тука се маестро Кире Костов, Александар Джамбазов, Славе Димитров и така натаму, Владко Стефановски, еден од најголемите наши гитаристи воопшто. Така што сите автори во тој албум ја дадоа поддршката за тоа целото. Јас сум многу среќен што го издадов тој албум. Двата албуми се во издание на Баги Комуникации со кои што работам подолго време. И можам да кажам дека и првиот и вториот албум во денешно време, брзо во кое што живееме, гледам дека добро котираат помеѓу публиката. Многу често добивам коментари и за првиот и за вториот албум дека на некој им се допаднал со некакви одредени критики и така натаму, што ми кажува дека луѓето слушаат се уште музика. Кој е ваш идол од поновата генерација на светски пианисти? Кладеман, Ланг? Па, од помладата генерација не можам да кажам еден да издвојам, меѓутоа јас сум растен со веројатно и тука се роди таа љубов кон самиот инструмент. Тука е безвременската Марта Аргерич, Иво Погорелич, Ашкенази, Плетњов, кој што сега имав прилика конечно да го видам во живо летос кога свиреше на Охридско лето и многу ми е драго дека за прв пат во животот го слушнав во живо. Така што од помладата генерација веројатно Ланг е еден од, да речам, најактуелните и најголеми најголеми имиња во ова време, меѓутоа јас сепак се уште некако сум за оние постарите пианисти. Ќе го завршиме разговорот како што и го почнавте. Велите има талентирани млади, но она што ве загрижува е што многу лесно или прават преквалификација или перспективата е бараат надвор од државата. Да, тоа е за жал мислам дека и светски тренд. Дали луѓето некако се презаситија со уметноста, дали времето во кое што живееме едноставно е толку многу брзо што не гледаат иднина во уметноста генерално и некако мислам дека
тука се создаде една слика дека уметноста, особено музиката, е безперспективна и многу често децата знаат до одредено ниво да стигнат и да се откажат трагајќи по некакви поголеми шанси и во светот, па и тука, во други професии, во бизнис и така натаму, трагајќи по веројатно финансии и така натаму, меѓутоа мислам дека треба да им ја вратиме вербата во уметноста, заради тоа што уметноста е можеби највисокиот ранг на професии кој што треба да го чуваме и кој што треба да го негуваме, и се надевам само дека ќе имаме се повеќе и повеќе уметници, бидејќи сме многу талентирани, како што Дали веќе доволно се инвестира во културата или културата ни е на маргините? Па и тоа и тоа. Од една страна културата живее, од друга страна мене ми е сето тоа јасно, живееме во такво време како што живееме и културата е некако станата секундарна, бидејќи културата е на последното место, да кажам, прво е преживувањето и така натаму и некако луѓето имаат се помалку време, се помалку средства да одвојат за културата. Меѓутоа, пак ќе кажам, на добар пат сме и мислам дека ќе растеме се повеќе и повеќе и дека културата ќе се издигне на нивото на кое што заслужува. Благодарам за гостувањето во емисијата. Благодарам за поканата. Како што генеративната вештачка интелигенција продолжува да ги трансформира индустриите и да го редефинира начинот на кој работиме, AI агентите се појавуваат како мокни алатки кои можат да автоматизираат задачи, да го подобрат донесувањето одлуки и да отклучат нови нивоа на продуктивност во компанијата. Сега, што се агенти? Агентите се специализирани програми, софтвер, кои користат вештачка интелигенција за автоматизација и извршување на некои деловни процеси. Нивна главна цел е да им помагаат на луѓето, вработените, да действуваат во нивно име. Тоа значи дека агентот може да работи заедно со поединец, тим или пак целата организација да изврши задачи кои инаку би барале рачна работа. Крајната цел е да се подобри ефикасноста и да стасаме до момент на едно попаметно донесување на одлуки. Агентите не се сите исти, тие значително се разликуваат по комплексноста и способностите, и оваа разлика може да се разбере како спектар што се движи од едноставни агенти до високо напредни автономни системи. И тука генерално агентите ги класифицираме во три категории. Првите се оние агенти за пребарување, наједноставни агенти, дизајнирани се главно да пронајдат и да прикажат информации, не вршат сложено резонирање или донесување на одлуки. Идејата е да брзо и ефикасно ни ги представат податоците од кои што имаме потреба. Нивната вредност секако лежи во брзината и точноста при задачите за пребарување на информации во компанијата. Вториот тип на агенти се така наречени task агенти или агенти за задачи. Овие се на повисоко ниво на комплексност во компарација со оние агенти за пребарување, и тие не само што можат да пребаруваат информации, туку можат и да извршуваат конкретни задачи или работни процеси. Например, овој агент може да запишува податоци во една датабаза, да генерира некакви фајлови или пак да прати мејл и така натаму. Овие се особено корисни за автоматизација на повторувачки процеси кои бараат одредено ниво на логика и координација. Третиот тип на агенти се автономните агенти. Овие се најнапредни агенти. Тие може да функционираат со минимална човечка интеракција. Способни се да донесуваат одлуки, да се прилагодуваат на променливи услови и дури да учат од искуството. Автономните агенти често се користат за напредни AI техники како машинско учење, разбирање на природен јазик или алгоритми за планирање.
Пример се автономните возила или интелигентни организатори на одредени синџири на снабдување или пак виртуелни асистенти кои што можат да разговараат со луѓето. AI агентите се дефинитивно следниот чекор во еволуцијата на вештачката интелигенција. Во Семос Едукација нудиме голем број на обуки, официјални курсеви, кои ќе ви помогнат да се стекнете со основни и напредни вештини за работа со агенти и генерално со вештачката интелигенција. На крајот ви посакувам среќни, новогодишни и божикни празници. Секое добро, пред се среќа, здравје и доволно пари. Довидување до идната година. Со најава дека Трилинг не паузира. Се гледаме на 2 јануари.